Почитувани гледачи, пред малку заврши јавното обраќање на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, каде што тој ја потврди својата одлука за општиот акт со кој што во вторникот впрочем ги прекина сите кривични постапки кои се водат против лица од власта и од опозицијата. Вие сте со очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. Добре дојдовте. Председателот Ѓорѓе Иванов во денешното обраќање пред јавноста рече дека не ја повлекува одлуката за аболиција со која се опфатени 56 лица за дела поврзани и кои произлегуваат од прислушуваните аудиоматеријали. Од него партиите денеска побараа да ја преиспита и да ја повлече одлуката за аболиција. Иванов ги повика сите незадоволни од одлуката да се обратат кај него и потоа со правни експерти ќе се разгледуваат можностите. Ја повика меѓународната заедница имено во своето обраќање да внимава на своите активности, за да не биде погрешно разбрана. Од распишувањето на изборите почнува ново поглавје од развојот на државата, рече Иванов во своето кратко обраќање. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате, а денеска разговараме за тоа дека спикерот на Собранието Трајко Велјановски ги распиша изборите за 5 јуни, а Иванов останува на својата одлука. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Холандија. Поздрав до Холандија, повелете. Благодарам. Ова е катастрофа. Нека искочат сите луѓе да му покажат на Фикусов дека ова не е во ред. Голем поздрав и поддршка за СЈО, за девојките кои имаат челична црначка муда. И нека ги гонат до крај. Нека ги гонат до крај сите до еден. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и посакувам убав ден во Холандија. Ќе ги замолам гледачите да се воздржат од употребата на епитети и работи и изразувања кои што не се соодветни во јавниот дискурс, особено не на медиумите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, одамна не сме се слушнале. Одамна. Сакав да отстапам место, затоа што викаат дека ни правите протекција некоја. Ви благодарам, тоа е многу добро од ваша страна. Повелете. Да. Сега за темава. Ајде. Велјановски ги распиша изборите. Кој е Велјановски во овој момент? Собранието се распушти. Велјановски е прв од сите пратеници во Собранието на Република Македонија. Значи, некој друг го подпишал тој акт. Тој за мене е невалиден, не е државен и затоа не го признавам сето ова што го подпиша Велјановски, а луѓето нека излезат на мирни протести, тоа да, меѓутоа во опозицијата нека не метнуваат од позицијата луѓе кои што прават ршум низ градот. Благодарам многу. Ви благодарам и јас вам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Ќе сакам да бидам малку поразбирлив. Значи, ќе сакам да објаснам на граѓаните на Македонија кои што дали се прават дека не може да сватат ситуацијата или стварно не знаат да сватат дека ова е завршена работа. Значи, избори нема да има на 5 јуни. Ќе мора да се направи оноа што го бара Европа и Америка. Значи, ние сме дел од Европа и од Америка и мораме да ги почитуваме тие нивни барања, мислам. Ние го бараме уостало, они не бараат, ние сакаме да влеземе тамо. Значи, така да ги замолувам оние македонци што се мал број, не се голем број, се гледа и по протестите. Значи, немој да дозволат да падне човек, да падне крв. Нема потреба од тоа за десетина, 20, 30 криминалци. Нема никаква потреба, немам збор што да кажам за такви луѓе да паѓат човек, значи нема потреба. Затоа нека не ги почитуваат, нека им откажат послушност, нека ги сфрлат, нека си одберат раководство ВМРО. У ВМРО има луѓе честни, поштени, што не го оправдуваат тоа. Значи, разговараме ние, граѓаните и со членови на ВМРО, не го оправдуваат. Али вика ставени сме у пранги, вика не можеме да мрднеме од тие десетина криминалци што се вика.
Значи за тоа нека се организираат, нека си направат, не мора избори да има на 5 јуни. Нека има следната година, али да испаднеме честно, поштено и едната страна и другата страна. Па народот нека се одбере. Кој треба, како треба да живееме сите убаво. Значи целта на македонскиот народ, на граѓаните наши, е да живееме сите убаво и заеднички. Немаме потреба ние да се тепаме и да се караме. Зашо? За Груевски и арамиите што украдоа милиони, милиарди евра. Си има специјално обвинителство, нека го гони секој што е. Значи и мој брат да е. Нека го гони ако направил криминал. Благодарам што ме се слушавте, да оставам за друг простор. Ви благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ги распиша изборите. Врз основа на моите уставни и законски надлежности, согласно одлуката за распуштање на Собранието на Република Македонија. Денеска го потпишав решението за распишување предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, кои ќе се одржат на 5 јуни 2016 година. Решението за распишување на изборите го доставив до Државната изборна комисија на Република Македонија, како орган за спроведување на изборите, до Министерството за правда и Министерството за надворешни работи. Верувам дека сите субјекти вклучени во изборниот процес ќе придонесат изборите да поминат во мирна и демократска атмосфера и дека секој од нас на 5 јуни ќе го оствари своето право да гласа, односно да ја даде својата доверба на оние политички субјекти во кои верува дека ќе можат да остварат стабилна сегашност и подобра иднина. Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Вака, да не го болат Груевски нозете, стоејки и обраќајки се на заед. Со Ахмети, тие 20 и коалиционите партнери на ДПМН, тие ќе одат на избори. Никој од СДСМ и другите партии што се приклучија, не. Со непрочистен список не се оди на избори. Значи, и зата и ова ДИК. Зошто тоа го направи? Кој е сигурен дека, фантомските гласачи не се најдени, не сака, Силвана Бонева вчера даде предлог, тие одселени, неодселени, и тие не ги заде во предвид, и што сака на пазар сме ние, нема да се оди на избори. Затоа што кога ќе се створат услови, тогаш ќе одиме. Вака не. По желба на Трајко и на Ѓорѓе, што ги аболицираше, срамота. Срамота не можев да добијам оној ден, ама ќе го кажам. Јас реков еднаш, слика има, то нема. Ви благодарам. Така. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Малку е лицемерно да се тврди дека Иванов нема право на аболиција, кога едно друго претходно раководство ги искористи тие благодети на аболицијата. А и како и да е, значи кризата пак треба да се заврши на некакви избори. Тие што си беа поставени таму во ДИК, има период од 4 години, 3, колку и да си работат секој ден, меѓутоа намерно, ненамерно, не ја свршија работата. Друго, некој лидер од опозиција бара да ја води државата, а не може да контролира, замислете, 2-3 демонстранти на улица. Значи, тој не може таа толпа да ја контролира, а бара да му довериме да ја раководи државата со 2 милиони луѓе. Поздрав овде. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. СДСМ останува на барањето за поништување на сите одлуки, барем досега до предобраќањето на председателот на Република Македонија. Останува на барањето за поништување на сите одлуки за помилување донесени во вторникот од председателот Ѓорѓе Иванов и бара одговорност на сите за сторениот криминал. Се наведува во соопштението од опозицијската партија по утринската понуда на ВМРО-ДПМН. 4 партии да испратат писмо до шефот на државата со барање да биде преиспитана одлуката за прекинување на кривичните постапки. Во нивното соопштение вели: председателот на СДСМ Зоран Заев прв јавно ја отфрли аболицијата и повика на поништување на срамните одлуки, бидејќи Иванов и Груевски се тим. ВМРО-ДПМН и Никола Груевски нека го повикаат Иванов да ги поништи, односно да ги отповика сите одлуки за помилување, идентично како што ја поништи аболицијата за Ламбе Арнаудов поради техничка грешка
наведуваат од партијата. Од ДУИ пак на прашањето дали ја прифаќаат понудата упатуваат на денешниот статус на социјалната мрежа Facebook на нивниот председател Али Ахмети. Таму се вели: што туку ја завршив заедничката средба со амбасадорите на САД и на Европската Унија во Македонија, Джес Бејли и Јаи Ворав. Ние интензивно работиме за решавање на ситуацијата во корист на граѓаните и да се стави крај на оваа криза, која ја влошува и представува закана за безбедноста, стабилноста, благосостојбата, економијата и евроатлантската интеграција, напиша Ахмети пред пладнево. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Вака сега, амнестијата е чин на милост. За да сватиш амнестијата, треба си вкоренете во битието, а не во егото. Егото не може да свати простувањето, да го разбере, бидејќи се храни со јас сум во право, ти не си во право. Јас сум прав, ти си крив. Ние сме во право, вие сте криви. Тоа е храна на егото. Егото има индивидуален и колективен карактер. Затоа не може да сватат Иванов. Битието зборува преку Иванов. Значи, колку големина, колку голема возвишена вистина е таја. Многу потребна на Македонија. И не можам да сватам СДС, ама го напаѓаат Груевски. Вако бил, тако бил, човекот што е воскресна Македонија, економски и секако, бил криминалец. А криминалец осуден за 8 милиони евра го прифаќаат, го стваруваат, како да речемо. На кого мислите? Па на Заев, осуден беше од 3 суди, од 3 нива на судови. Кога тоа? Па за случајот Глобал. Зошто не лежи в затвор? Затоа што беше аболициран од председателот. Значи му била покажана милост. И простување. Да. Меѓутоа, оди тоа ќе прифати милоста. А сега отфрла. Значи вие правите разлика меѓу тие две милости. Едното е простување и милост, другото не е. Не се работи за иста личност со лицемерие попеполна. Значи вие мислите дека на Заев не треба да му се прости и не треба да му се посочи милост, но на другите треба. Не. Многу ги извитоперуваш работите. Не, јас само едноставно ве прашувам, значи станува збор за аболиција од двајца различни председатели по однос на дела за кои што се сомничи за криминал. Еве, зошто тогаш не ги врати како честна душа, да ги вратеше тоа 8 милиони евра и да речеше не ја прифаќам аболицијата на Црвенковски. Туку се радваше, свадби правеше од Струмица. А сега ја отфрла аболицијата. Значи не е логично, нема континуитет на личноста. Значи вие мислите дека не е во ред што ја отфрла, треба да ја прифати. Па да. Предходно требало да ја отфрли, сега треба да ја прифати. Да, треба да ја прифати сега. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, добро утро. Не, дозволи ми уште една минута. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Има, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, господине Огнен. Ви благодарам, поздрав и до вас, погласно од решението. Во која не доведе нашето раководство, начело со председателот, кој на секој начин докажа дека е најминимизиран човек на светот. Целиот свет пишува за неговите постатки, сите го осудуваат. Сметам дека ова што направи, тоа е најголем грех на луѓето од Македонија. Ги ослободи целосно криминалците, сите криминалци, со тоа што направи простор и се заблагодари за начинот на кој е избран и тој како председател на државата. На криминални избори избран, криминалците ги ослободи. Зарем треба на овој народ пуште. И повикувам македонските сите херои и начело со старите ВМРО-ци, а не да помане, да станат и да се бориме за Македонија и повикувам на бойкот, затоа што оваа вака не трпи и оваа држава мора некој да стае во ред. Криминалците со председател на чело, тие треба да се отстранат од оваа држава. Да ја отвориме просторот на Америка и сите наши европски пријатели да најме заеднички јазик да консолидираме државата. Спротивно не ни се пишува добро. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. ВМРО-ДПМН утринава во соопштение наведе дека одлуката на Иванов не била во согласност со заложбите на ВМРО-ДПМН и дека нивниот став бил јасен дека секој што направил криминал треба да одговара. Од тие причини ВМРО-ДПМН денеска предложи да биде испратено писмо до председателот Иванов, подпишано од 4 неголеми политички партии со барање да биде преиспитана одлуката за прекинување на кривичните постапки, напиша партијата.
Иванов вчера во телевизиското интервју со повеќе уредници на телевизии рече дека кој не сака неговото име да биде меѓу аболицираните, да достави писмено барање и ке нашле начин, ако погрешиле кон нив, да се најдел правен основ, тоа да се избрише. Инаку веднаш по неговата одлука објавена пред 4 дена се јавија и СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ со изјави дека не се согласуваат, а лидерот на опозицијата Заев рече дека јавно ја отфрла аболицијата, не ја посакувал, ниту ја прифаќал и дека формално кога ќе стигнел актот ќе го врател назад. Груевски пак нагласи дека во ВМРО-ДПМНЕ никој не е виновен за делата за кои се сомничи, но додаде дека Иванов не го прекршил ниту уставот, ниту законот, а аболицијата немал опција да ја одбие. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За вас и до емисијата. Добре што е распечено изборите. На 5. јуни треба се одржа и доста е криза од овие арамии. Вие арамии не са сорта ни комунисти, ни ништо, грвелисти профитери. Ништо не видиме. Ништо, доста е. Камо визи и само интерпелации, само закони и тоа слушааме од нив. А криминал до гуша, содржавните закони што ги проведеа, име, знаме, територија, тоа за не збореме, тоа се од нив. Само зло дела. И кажете што има, а вај најпопуларниот што се вика Заев, сега па он е најкриминален, мултимилионер он. Докажано е со факти, аболицирање е со глобал. Уколе глобал тоа го се, мислам, площадо го сет Бори Трајковски, не да се ване дека е Струмица прави, уколе Струмица, се Бори Трајковски. Ево го вика коњ. Не, он е најдобар председател у Македонија беше го Бори Трајковски. А овој сега со закони, со криминалски дела, со херои, со аболиција, со херои ги прави у Струмица, у Куманово ги прави тие, на Смилково езеро, пиво населе. Ово е арамија, не може се спасе само од криминал. Криминал колку сакаш, со црковно земјиште. 2 милиона. Кој е арамијата? Зоран, овој популарниот. Добро, мислите дека тој го направи Смилковското езеро? На 5. јуни ќе ги нема. Не, ве прашувам бидејќи претходно споменавте нешто. Дали мислите дека тој е виновен за Смилковското езеро? Се е виновен, сите дела се ознели, сите закони, сите критики. Дали тогаш го прифаќате актот на председателот Иванов што го помилува Зоран Заев? На 5. јуни треба да прифаќаме го не председателот, знае илегално, добро, не. Треба да би аболициран заради стабилноста. Значи треба да му се прости за тоа што вие мислите дека го направил Смилковското езеро. Ова е заради стабилноста, 2 пати аболициран и сега и ова. Значи во име на стабилноста треба да му се прости на Заев што мислите дека направил толку криминал. Има време, ќе одговара. Ви благодарам за јавувањето, очигледно не се разбираме бидејќи не можеме да се слушнеме, а вие се повторувате постојано. На потегот на Иванов реагира и Ахмети, кој побара итно повлекување на одлуката, а лидерот на ДПА Мендух Тачи не ја исклучи можноста тоа, како што рече, да било во договор со Груевски. Иванов во вторникот помилува вкупно 56 лица, од кои голем дел се од извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, а рекордери по бројот на помилувањата се поранешните министри Милијана Киевски со 16 пати и Гордана Јанкуловска со 13. Груевски е помилуван 5 пати, поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков 6 пати, а на листата се и Трајко Велјановски, Коце Трајановски, Кирил Божиновски, Мартин Протогер. Од опозицијската партија Иванов ги помилува Зоран Заев 2 пати, Зоран Верушевски 2 пати, сопругот на подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска еднаш и поранешниот шеф на државата и на социјалдемократите Бранко Црвенковски. Од партиите на албанците на списокот помилувани го има лидерот на ДПА Мендух Тачи. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Имам една порака до моите драги сограѓани македонци. Добро. Јас сум албанец од Шаир. Поздрав до вас, повелете. Дефинитивно не треба да им се даде поддршка на ајдусите, на арамиите од владата. Затоа што тие се догуша со криминал. И таквите дефинитивно треба да бидат казнети согласно уставот на Република Македонија. Што се однесува до аболицијата од страна
така наречениот председател на државата. Тоа само нему му е својствено за такви одлуки, за такви скандалозни нешта. Да не должам, да бидам краток. Значи, дефинитивно треба да ја браниме Македонија од ајдуците, од како од председателот, така од премиерот, така од бившиот премиер, од бившата министерка, од бившиот министер за транспорт и врски. Тие, значи, дефинитивно треба да те трпат у затвор. А не ни на крај памет да не падне некому да ги штити таквите. Добро. Жално за една држава да имаме такви лидери како што ги имавме пред се овие 10 години. Так. Поздрав до сите. Уште еднашка имам краток и бидам апел да ја сочуваме Македонија од ајдуците. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Како одговор на одлуката на Иванов, голем број граѓани, како и невладини организации, се организираа на протести во изминатите 3 денонокија, со тоа што во текот на попладневните досновечерните часови одржуваа протести по улиците на главниот град Скопје, но и последните 2 дена исто така и во Битола, каде што во Скопје беше демолирана канцеларијата на Народната канцеларија на председателот, додека пак во Битола исто така беше напаѓана. Истовремено имаше и приведени демонстранти кои што тие од средата сите се пуштени на слобода, а додека пак во текот на вчерашната вечер најмалку 5 полицајци се повредени, а еден демонстрант е приведен по синокешните протести што се одржаа во Скопје против одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов за аболиција на политичари и нивни соработници. Од вкупно 13 приведени од завчерашниот протест, 2 заработија кривични пријави, а останатите 11 биле пуштени со прекршочна. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да си жив и здрав, ја поздравувам емисијата. Благодарам, поздрав и до вас и вие да сте жив и здрав. Сите работи се познати на овој народ. Све се знае. Меѓутоа го жалам многу тој господин Иванов. Многу го жалам, многу ми е жал за него. Зошто ви е жал? Тој мораше да потпише. Мораше го потпише. Тоа е толку видливо. Не знам. Господа ги чува македонците и да нема жртви само. Да нема жртви. А тие како што тргнале тие и крв ќе пролет да не дадат власта. Толку има, повеќе не. Мислам, повеќе нема ни потреба, ни... Така, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Се извинувам, Огнен, никогаш до сега се немам јавено. Би сакала во поинаква емисија, во нешто поубаво, повесело да се јавам, меѓутоа темата ми даде повод да се јавам. Ајде, повелете. Слушате. Многу сум изненадена од овие што се јавуват и го напаѓат заев. Јас сум внука на еден од македонските војводи. И многу ме погодува и синуке кога слушат и денеска дека некои се македонци, некои не се. Ако е некој македонец, нека излезе со сликата на дедо му да каже дека е македонец, тогаш ќе го сватам. А овие што ми се јавува тука, што ги слушам на телевизија, тие немаат буквата М од македонец. Тие се само за свој джеп и за ништо повеќе. И нека повеќе не го напаѓат Заев. Заев излезе од македонците, сите нас, најголем македонец и наследник на сите војводи. Нека не го напаѓат, затоа што мислите ли дека треба Заев вистина, но тоа за глобал што го напаѓат е жива лажа, затоа што на сите е платено и тоа многу одамна. Мислите ли дека е исправно тоа што Заев ја одбива аболицијата и тоа што нема да оди на избори?
па да не се оди. Само бойкот, ништо повеќе. Добро, ви благодарам за јавувањето. Многу возбудена сум истина, би сакала да се јавам во емисија за нешто убаво, а за тоа кога слушам како го напаѓат, многу тешко ми паѓа за тоа добро, тоа го слушаме, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Да, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас, тоа веќе го слушнавме. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. А тоа беше и последниот гледач во текот на денешното издание. Брзо ни мина времето денеска. Портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчиш посочи дека Европската унија ја изрази својата позиција јасно преку изјави од страна на високата представничка Могерини, комесарот Хан, како и преку европратениците амбасадорите на ЕУ и САД во Скопје и нивните колеги од земји членки на Унијата. Последните случувања фрлаат сомнеш во врска со можноста за обезбедување услови за веродостојни избори. Ги повикуваме сите заинтересирани страни и политички партии да продолжат да работат заедно за да се обезбедат услови за веродостојни избори во интерес на земјата и нејзините граѓани. Она што за крај може да се сподели на оваа емисија, тоа што иако малце се конфузни најавите околу граѓански собири по улиците на главниот град, како и да е, што и да се случува. Единствената порака на секој граѓанин на оваа држава треба да биде кој да е собир, од чија и страна да е, да биде мирен, без предизвикување насилство. Пријатно.